Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Полициските инспектори му поднесоа кривична пријава на поранешниот градоначалник Ратко Димитровски за злоупотреба на службената положба. Сомневањата го товарат дека со субвенционирањето на градскиот јавен превоз го оштетил општинскиот буџет за близу 50.000 евра. Истражната постапка што полициските инспектори ја водеа во локалната самоуправа на Кочани за начинот на субвенционирање на градскиот превоз на патници заврши со кривична пријава за поранешниот градоначалник Ратко Димитровски. Тој е осомничен за злоупотреба на службената положба и овластувањето, односно дека склучил штетен договор за субвенционирање на градскиот превоз. Според известувањето од Министерството за внатрешни работи, Димитровски од декември 2013 до април 2014 година, без претходно донесена одлука од Советот на општина Кочани за субвенционирање на градскиот превоз, склучил договор за вршење на услугата за пробен период со Автоатом од Кочани. Договорот предвидувал општината да субвенционира половина од износот на секој продаден билет на превозникот и со тоа на транспортното претпријатие му овозможил противправна корист, а буџетот на локалната самоуправа на Кочани бил оштетен за 3 милиони денари. Инаку, поранешниот прв човек на општина Кочани, уште во средината на 2013 најавуваше дека ќе започне да функционира јавен градски превоз, а зашто според него биле преземени соодветни подготовки, што беа потврдени и на почетокот на декември истата година, кога стартуваше линијата. Ние направивме напори заедно со превозникот со Автоатом, нашиот Автоатом, заедно со полициската станица и општината, направивме подготовки на сите места да се растовари сообраќајот, да се постават автобуските постојки, да се финализира возниот ред и покрај некои поединечни негодувања од страна на граѓаните за поставување на овие автобуски постојки, сепак тоа е направено, тоа е завршено. 4 години по реализирањето на проектот за јавен превоз, полицијата поведе истрага за начинот на кој се спроведува услугата. Потврда за контролите во општинските финансиски книги имаше и на последната седница на Советот, кога од администрацијата рекоа дека извесен период истражителите работат на случајот. Направени се кадровски промени во раководството на комуналното јавно претпријатие Водовод. На директорската позиција на претпријатието е назначен Андреј Киров, кој ќе биде вршител на должноста во рок од 6 месеци. Градоначалникот на општина Кочани Никол Чуилиев го потпишал решението со кое Андреј Киров е именуван за вршител на должноста директор на комуналното претпријатие Водовод. Неговиот мандат ќе трае до именувањето директор по распишан конкурс не подолго од 6 месеци. На распишаниот јавен конкурс за избор на прв човек на комуналното претпријатие во ноември оваа година не беше избран директор. Тројцата кандидати не ги исполнувале условите, пошто градоначалникот Илиев постапил согласно Законот за јавни претпријатија, па именува вршител на должноста директор. Андреј Киров е вработен во комуналното претпријатие Водовод на работното место советник за план и анализа, а го наследува Љупчо Папазов, кој непрекинато раководеше со Кочанското комунално претпријатие од април 2009 година. Јавното претпријатие Македонски шуми објави јавен повик со кој ги повикува граѓаните да се пријават за набавка на огревно дрво за наредната година. Рокот за аплицирање веќе тече, а потребните формулари можат да се добијат и од веб страницата на претпријатието. Започна процедурата за поднесување пријави до јавното претпријатие Македонски шуми за набавка на огревно дрво за наредната сезона. Продажбата за физички лица ќе може да се врши најмногу на 6 рати, за што одлука донесува директорот на јавното претпријатие по претходно барање од страна на подружницата на шумско стопанство. Право на склучување договори имаат подружниците кои целосно ги подмириле обврските од изминатите години, согласно договорите за физички лица, како и обврските од физичките лица кои купиле огревно дрво за домаќинството. Попуст од 10%, доколку дрвата ги купат во готово и следната година, ќе имаат ранливите категории, односно социјалните случаи, лица со попреченост во развојот, деца без родители, самохрани родители и стечени работници, како и семејствата на бранителите и на работници кои останале инвалиди на труд или загинале на работа. Тие имаат опција за купување на 8 рати, а превозот ќе им биде бесплатен, при што ќе треба да го докажат статусот со потврда од надлежна институција.
Рокот за поднесување апликација и исклучување на договорите ќе трае до исполнување на планираните количини на огревно дрво во подружницата на шумското стопанство, но не подоцна од 31 март идната година. Од Македонски шуми ги повикуваат издруженијата на пензионери, на инвалиди на трудот и синдикати на правни лица навреме да склучат годишни договори за набавка на огревно дрво. И тие ќе можат да плаќаат на рати, така што последната рата да не биде подоцна од месец октомври, а испораката ќе се врши согласно висината на уплатените средства до износот на предвидените количини во договорот. За нив рокот за аплицирање е до 31 декември, а склучувањето на договорите ќе биде од 1 јануари до 10 февруари идната година. Децата кои престојуваат во клоновите на детската градинка Павлина Велјанова добија новогодишни пакетчиња. Подароците ги обезбеди локалната самоуправа на Кочани во соработка со стопанските субјекти во општината. Празнични подароци добија најмладите жители на општина Кочани кои се згрижени во некој од клоновите на јавната детска установа Павлина Велјанова. По повод новогодишните и божикните празници, бизнес секторот во соработка со општина Кочани обезбеди пакетчиња за сите 720 деца во детската градинка. Новогодишните пакетчиња на децата им ги подели Дедо Мраз за да ги израдува и да им го пренесе пред новогодишното расположение. Целта на оваа активност е да се поттикне општествената одговорност кај економските субјекти и да се зајакне нивната соработка со единицата на локалната самоуправа. Во знак на благодарност за подароците и за вниманието кон најмладите, од детската градинка им испратија благодарници на стопанствениците кои учествуваа во акцијата. Дипломи и награди освоија учениците од Основното училиште Никола Карев, кои што учествуваа на распишаните конкурси од Министерството за образование на Јарославската област при Руската федерација. Учениците ја покажаа и својата хуманост. Организираа хуманитарна акција за собирање облека за учениците од социјално загрозени семејства. Во периодот од ноември до декември учениците од 9-то одделение од Основното училиште Никола Карев учествуваа на меѓународните конкурси распишани од Министерството за образование на Јарославската област при Руската федерација. Првиот конкурс на кој учествуваа е со наслов Поколение. Пишуваа есеи на тема Иднината на интернетот, на кој ученичката Марина Николова освои диплома, додека на интернет проектот Мостови на пријателства 2017 ученичките Василија Коцева, Нада Ефремова, Јована Астерија Накова, Марина Николова и Драгана Насева твореа есеи на 3 теми: приказна за семејно пријателство, херој на нашето време и од непријателството до непријателството. А ученичката Јована Астерија Накова за својот есеј беше наградена со диплома. И на двата конкурса учесниците добија сертификати за учество. Покрај меѓународните фестивали, учениците од Основното училиште Никола Карев зедоа учество и на детскиот литературен фестивал Ракатки 2018, кој ќе се одржи во април и на кој според пристигнатите резултати, ученичката Нада Ефремова е наградена со прва награда. Првиот конкурс на кој што учествувавме беше поврзан со интернетот, односно иднината на интернетот, на кој што конкурс учествуваа ученичките Марина Николова, Јована Астерија Накова и Нада Ефремова. И сите ученички се здобија со сертификати, додека ученичката Марина Николова беше наградена со диплома. На вториот конкурс на кој што учествувавме, тоа е Мостови на пријателството 2017, учествуваа повеќе ученички кои што пишуваа на 3 теми: херојот на нашето време, приказна за семејно пријателство и од непријателство до пријателство, во кој што темата беше како се стекнува едно пријателство, дали е наследено или е некое ново стекнато пријателство. На овој конкурс учествуваа ученичките Ана Марија Костадинова, Драгана Насева, Марина Николова, Јована Астерија Накова и Нада Ефремова, кои што исто така се здобија со сертификати, но ученичката Јована Астерија Накова беше наградена и со диплома. Со задоволство можеме да ги соопштиме и резултатите од нашиот конкурс, тоа се Ракатки 2018, кој што излегува во декември месец, и посебно ме радува што ученичката Нада Ефремова од 9-то одделение е наградена со прва награда. Инаку учениците од ова училиште ја покажаа и својата хуманост, донираа облека за учениците од социјално загрозените семејства. Ние како училиште, едно од последните неколку години во соработка со невладениот сектор за нашите дечиња и
имаме акција за давање на топла облека. Тоа го денеска направивме со невладината организација од Кочани и сепак мислам дека оваа топла облека ќе биде дадена на право место на дечињето од општина Кочани. Учениците од Основното училиште Никола Карев не застануваат тука. Во второто полугодие од учебната година со нови сили продолжуваат со подготовки и жнеење награди на други државни и меѓународни надпревари. Во Основното училиште Синиша Стоилов во Зрновци се одржа изложба на ликовни дела изработени во различни техники од рацете на талентираните ученици. Целта е да се истакнат учениците кои што имаат талент за цртање и сликање. Изложба на дела изработени од надарени ученици се одржа во Основното училиште Синиша Стоилов во Зрновци. Целта на изложбата е талентираните ученици да дојдат до израз и да се истакнат како такви во општеството. Ученичките Нина Савева и Мартина Савева, 14-15 години, направија 58 ликовни дела од различни техники и материјали, меѓу кои освен цртажи, слики, масло на платно, скулптури и еден модел, дизајн на моделот и изведба на моделот. Ученичките се надеваме дека ќе бидат наша гордост и дека ќе продолжат да работат и понатаму со исти интензитет и дека оваа изложба ќе биде мотивација на сите талентирани ученици да направат нешто повеќе од себе, да дадат нешто повеќе од себе и да го споделат тоа со општеството, односно да градат поголеми успеси. Овој Синиша Стоилов секогаш ќе биде позади таквите ученици, финансиски, менторски и на секој начин кој што треба. Учениците од ово училиште учествуваат на разни конкурси, државни и меѓународни надпревари, од каде што постојано се враќаат со освоени награди и признанија. Јазичниот центар Амичи со завршна приредба на која настапија сите ученици кои го посетуваат училиштето. Преку игра, песни и драматизација покажаа што научиле во текот на годината. Блеснаа на сцената и ноќта ја направија волшебна, за што добија и силни аплаузи. Новогодишна представа под наслов Волшебна ноќ се одржа во Центарот за култура Бели Мугри во организација на Јазичниот центар Амичи. Наставниот и раководниот тим од Центарот и оваа година, како и во претходните, изненадија со репертоарот на избрани песни и со подготвената кореографија во која главна улога беа децата кои го посетуваат Центарот за изучување странски јазици. Целата представа подсетуваше на раскошна новогодишна бајка во која учествуваа учениците кои што настапија како ангелчиња, Дедо Мраз, снегулки, џуџиња, ирваси, звончиња и балеринки. Блеснаа на сцената и ноќта навистина ја направија волшебна, зашто добија и силни аплаузи. Инаку Јазичниот центар Амичи нуди програма за изучување на англискиот, германскиот, италијанскиот, шпанскиот и францускиот јазик за деца и возрастни кои се во согласност со современите светски трендови и програми. Освен курсевите за деца и млади, нуди и интензивни курсеви со време трајање од 4 месеци во текот на годината, како и индивидуални часови за изучување на странски јазици. Училиштето работи со високо обучени дипломирани професори кои се специјализирани во областа која ја предаваат и во која професионално делуваат. Низ часовите секојдневно, низ учење и игра се воспитуваат децата, се едуцираат, го совладуваат јазикот и ја развиваат креативноста. Предновогодишна забава во организација на младинската авангарда се одржа во холот на средното училиште Гошо Викентиев. Учениците добро се забавуваа, а си поделија и многу награди од спонзорите. Музика, забава и дружење. Учениците од средното општинско училиште Гошо Викентиев се дружеа и наградуваа на предновогодишната забава што во организација на младинската организација Авангарда се одржа во холот на училиштето. Освен музика, имаа и игри преку кои се наградуваа.
Младинската организација Авангарда одржува еден проект, односно забава предновогодишна, која се смета за традиционален проект на нашата младинска. Се разбира како и годините наназад и овој пат имаме голем одзив на посетители. Исто е проследено со игри и музика и се разбира спонзори кои што ни помогнаа да успееме да направиме поуспешна забава и се разбира да има награди во игрите. Спонзори оваа година ни беа ресторан Аледар, Стојановски A&D Дойл, Кузет 2000, бижутерија Марија Фешн, МК Гушков, Бутик Шишко, Пицерија Пјаца, Кафе Бар Пикадили, сендвичара Кокси, како и се разбира подароци од стручната служба во училиштето. Многу сме задоволни од тоа како излезе, бидејќи беа подготовките за многу кратко време, но се надеваме дека до година ќе се учиме на претходните грешки. Ваквите забави на учениците се традиционални и се организираат секоја година пред новогодишните празници, а истите се поддржани од раководниот тим на училиштето и од професорите. Следуваат информациите од спортот. Фудбалскиот клуб Осогово доби нов управен одбор, а за негов председател е избран Горан Милосов. На воредното годишно собрание, што се одржа викендов, се разгледуваа и можностите за консолидација на екипата и за обезбедување на потребните финансии, за да се заврши сезоната и да се задржи второлигашкиот статус. Горан Милосов е новиот председател на управниот одбор на градскиот фудбалски клуб Осогово, за што едногласна поддршка му дадоа присутните на вонредното годишно собрание, што го организираше ад-хок телото, кое досега работеше со клубот. Покрај него во раководството влегува и Оливер Досевски како подпредседател, Симеончо Стоиков како генерален секретар и Кристијан Димитриев, кој е негов заменик. Горан Теодосиевски е избран за спортски директор, Зоран Тодоров за координатор на младинските категории, Витомир Алексов и Мартин Кировски се комесар, односно заменик комесар за безбедност, а Горан Стојановски ќе ги извршува правните работи. На годишното собрание присутните дадоа едногласна поддршка на предлогот шеф на стручен штаб да биде Крсте Крстев, а ќе му помагаат Дејан Манчевски и Александар Андов, кој ќе биде тренер на голманите. На состанокот беше констатирано дека состојбата во Осогово е тешка и потребни се сериозни мерки за да се зачува второлигашкиот статус, а пред присутните беше представен и планот за работа на новиот председател, како и проектот за формирање на така наречен Клуб 50, преку кој треба да се обезбеди финансирањето. Главна задача, како што истакнаме тука на воредното собрание, опстанок во втора лига, средување малку на младинските категории, па за натаму ке борба за подобри резултати, подобра работа, подобри услови се. Клуб 50 ке сноси најголем дел од збирање на финансиските средства со анимација на повише приватни фирми, така како е замислено роднини, пријатели, другари што имат свој бизнис да го помагат фудбалскиот клуб Осогово. Грубите пресметки на новото раководство на Осогово покажале дека за да се заврши овогодишната сезона, на клубот му се неопходни околу 700 до 800.000 денари, а минималната потребна сума за едно првенство не е под 3 милиони денари. На воредното годишно собрание беше речено дека се преговарало со 5 фудбалери кои дале согласност да го засилат играчкиот кадар за пролетниот дел. Исто така ќе биде ангажирана и компанија за маркетинг, а представникот на навивачката група рече дека во пролетниот дел на трибините ќе се вратат и сејмените. Меѓу другото, на состанокот се разгледуваа и можностите за известно средување на стадионот, како и за враќање на публиката и на имиджот на клубот. Во вторник, 26 декември, ќе се одигра првото коло од Купот на Македонија во футсал, во кое двата кочански представника, Унипап и Торпедо, ќе играат меѓусебно. Надпреварот започнува во 17:30 часот во салата на основното училиште Никола Карев, а ќе има и хуманитарен карактер. Имено, парите од влезниците што се продаваат по цена од 50 денари ќе бидат наменети за помош во лекувањето на нашите сограѓани Андреј Стојанов и Методи Митев.
Почнувани со прогнозата за времето ги извршуваме и овие вести на Канал 8. Информациите ги имате и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.